Прво да ви се заблагодарам за поканата да гостувам во вашата емисија, што ми давате прилика да се обратам на вашиот широк и голем аудиториум во регионот и да ви одговорам на прашањето. Секогаш верував дека председател на Македонија може да биде само човек кој ќе ги добие гласовите од сите етнички заедници, вклучително и албанската етничка заедница, бидејќи поинаку тој човек, како и да се вика и независно самиот од која етничка заедница доаѓа, не би можел да се нарекува председател на сите граѓани на државата. И драго ми е што и првиот пат пред 10 години од 2014-та и при мојот избор во 2019-та имав една пристојна бројка на албанци гласачи, како што имав, се разбира, и гласови од сите други етнички заедници кои живеат во Македонија. Знаете, во изминатите 20 години од кога е потпишан Охридскиот рамковен договор, албанците се многу повеќе застапени во сите институции на системот и практично не постои ниту една државна позиција, владина, државна, било која позиција во тој така наречен државен апарат кој не им е достапен на албанците. И албанците, можам да ви кажам, тој самите тие ќе ви го кажат, во изминатите 22 години направи огромен исчекор во таа смисла. Значи, ние во изминативе години и две децении и нешто плюс имаме албанци на сите високи државни позиции, а како бројка, мислам дека е исто значајно да се спомене, ако имаше 2,4% албанци вкупно во сите државни институции во 2001-та, денеска нивната бројка е околу 21%. И она што е исто битно, да не реча дека тие бројки не се правилно распоредени во горните и долните ешалони на политичката власт, албанци има буквално носители на највисоки политички функции. Имавме албанец председател на парламентот, сега имаме албанец председател на владата. Воопшто не се сомневам дека ќе дојде денот кога албанец ќе биде и председател на државата, за ако ги добие гласовите од сите етнички заедници, како што тоа беше случај со мојот избор. Со господинот Џафери работиме и службено, меѓутоа се познаваме и приватно долги години наназад. Практично од неговите први почетоци на високи државни функции, прво како заменик, подосна и како министер за одбрана во една од претходните влади од 2007-2008 година. Јас тогаш бев советник за национална безбедност на председателот на Македонија во тоа време Бранко Црвенковски и го знам одлично и по службена линија. Значи, од тој период до денес можам да ви кажам дека господинот Талат Џафери ја работи професионално, непристрасно и со полна посветеност секоја функција која му е доверена. Впрочем, тоа беше една од причините зашто пратеничката група во тоа време предводена од Социјалдемократскиот сојуз во 2017-та, меѓу кои бев и јас тогаш како избран пратеник, му даде полна поддршка да биде прв етнички албанец председател на македонскиот парламент во посткомунизмот. Ви реков и во одговорот на првото прашање дека мојот избор се должи на гласовите добиени од сите етнички заедници, вклучително и на македонците кои се најголема бројка во државата Македонија, се разбира. И во таа функција, во таа смисла ја гледам мојата улога. Значи, 5 години наназад сум бил еднаков кон сите етнички заедници и од аспект на моите уставни и законски надлежности сум се обидувал да помогнам секој од нив, независно на која етничка група припаѓа или заедница, да го добие своето заслужено место во нашето заедничко мултиетничко општество. Во делот на албанците специфично, морам искрено да ви кажам, ме ставате во една малку непријатна позиција, затоа што немам обичај да зборам за она што сум го постигнал генерално во мојот мандат. Меѓутоа, ајде во една реченица, бидејќи знам дека ви интересира, како медиум во изминативе безмалку 5 години албанците во делот на моите надлежности, а тие се одбрана, безбедност и надворешна политика, практично достигна до највисоките професионални позиции. Во Македонија имаме директор на Агенција за разузнавање кој етнички албанец. Во мојот кабинет еден од клучните советници, советникот за национална безбедност етнички албанец. Имаме албанец кој е генерал во македонската армија, промовиран од моја страна и така натаму. Меѓутоа, ќе разберете зашто не сакам премногу да зборувам на таа тема, бидејќи треба граѓаните на Македонија да зборуваат повеќе за тоа. Не знам дали мислите на изминативе 5 години како председател или на изминативе 20 и кусур години, бидејќи бев на високи позиции во кабинетите на два претходни македонски председатели. Ако го земаме целиот тој период на мој јавен ангажман во корист на државата, мислам дека најтешкиот период беше во 2001-та, кога успеавме заради балансираната и мудра политика на тогашниот председател Борис Трајковски и политичките субјекти, односно партии, кои знаеа дека патот на Македонија кон стабилност е само ако биде дел од евроатлантските институции и ако внатре има добра меѓуетничка кохабитација со албанците и со сите други етнички заедници.
Ja iz Turka, celата таа голгота во тие 7-8 месеци од 2001-та, дојдовме до Охридскиот рамковен договор, кој ден денеска е практично камен темелникот на ова мултиетничка Македонија, која, гледате, во изминатите 22 години нема поголеми безбедносни проблеми, а во меѓувреме стана и членка на НАТО, што е исклучителен успех за држава која само пред некое време беше во конфликт. Знаете, во моите односи како председател на државата со сите други мои колеги председатели, јас се водам од едно начело, а тоа е кого избрале граѓаните или народот на таа држава, тој е легитимен соговорник за мене. Така што и со двата председатели што ги спомнавте на Република Албанија, значи и со Илир Мета, и со сегашниот Бегај, имам одлична комуникација. Меѓутоа, успеавме во тој временски период во кој тие беа на таа позиција, а јас на ова да направиме и продуктивна приватна соработка, така да речам, и надвор од политичкото поле. Сме разговарале, сме се гледале многу пати, сме разговарале за многу теми кои немаат баш директна допирна точка со политиката, а во политиката имавме исклучителни односи, како што можам да ги опишам дека се исклучителни и односите меѓу Северна Македонија и Република Албанија. Мојот став е дека балканските држави можат само да помогнат на нивната стратешка цел да влезат во Европската Унија ако имаат одлична регионална соработка. И се разбира, во таа смисла поддржувам регионална соработка во која учествуваат сите 6 западно-балкански држави, без исклучок, затоа што така можеме да имаме најдобар кумулиран позитивен ефект во однос на приближувањето кон Европа. Не можем да видам срекна, безбедна, просперитетна иднина за Западниот Балкан, вклучително и за нашите две држави, ако бидеме изолирани од европските интеграции. Членки сме на НАТО, меѓутоа тоа е само во делот на безбедноста, што е предпоставка за економски прогрес. Мораме да бидеме и што е можно поскоро членки на Европската Унија и таму да оствараме соработка која дополнително ќе ги авансира интересите на нашите граѓани. Знаете, прво, тоа е формална одлука на Европската Унија, на Европската комисија, зашто последниве 3-4 години не гледаат во пакет. Меѓутоа, ја не гледам ништо лошо во тоа. Мислам дека директни соседи сме, имаме кај нас живе голема албанска заедница, имаме одлична соработка, имаме веројатно највисоки односи во историјата помеѓу нашите две држави. Знаете, во времето на комунизмот ние бевме практично изолирани поради тогашниот идеолошки систем во вашата земја. Мислам дека сега на прилично ефикасен начин надоместуваме за сите тие децении во кои нашите народи, македонскиот и албанскиот, и од двете страни на границата, практично се може да соработуваат и да надоместат за она што беа изолирани со години и децении наназад. Не гледам друга причина, освен тоа што сме директни соседи, дури мислам дека и некои други држави во регионот кои почнаа претходно да преговараат за членство во Европската Унија и нив повеќе или помалку во заклучоците на Европската Унија, на секој од нивните самити, секој пат ги гледаат практично на купче, на заеднички во рамки на истиот сегмент од нивните комуникеа. Морам да ви кажам дека со денес покојниот Арбен Джафери имавме одлична соработка во времето кога е правен Охридскиот рамковен договор, кој тогаш беше лидер на една од партиите подписнички на тој значаен за нас документ. И во тој период Арбен Джафери имаше навистина солидна соработка со тогашниот наш председател Борис Трајковски и со мене како еден од неговите најблиски соработници. Знам дека стануваше збор за еден од најголемите албански интелектуалци во последниве децении и посебно ми е драго што и во Албанија и на Косово се разбира и кај нас во Македонија ден денеска постои значајна бројка на луѓе, не само албанци, кои за него имаат исклучително високо мислење како за човек кој многу придонесе за изградбата на демократијата во регионот генерално, не само кај нас во Македонија. Во однос на Али Ахмети, не навлегувајќи во дневната политика, бидејќи тој е председател се уште активен на една политичка партија на албанците, можам да кажам дека во однос на стриктно во однос на стратешките цели на Македонија, членството во НАТО, членство во Европска Унија и она што ја го нарекувам третата нога или третиот столб на стабилна Македонија, тоа се меѓуетничките односи. Значи за тие три работи со Али Ахмети сме имале секој пат многу добра соработка, затоа што никогаш не бил против НАТО, никогаш не бил против Европска Унија, никогаш не бил против Америка и никогаш не бил против соживотот во Македонија. Тоа се работи кои мене ме интересираат и како председател, бидејќи тоа ми е мене прва надлежност, меѓутоа и како човек, како граѓанин на оваа земја кој после мандатот ќе продолжи да живее тука. Претпоставам ќе ми верувате ако ви кажам дека во последниве месец или два нема новинар тука кај нас во Македонија кој не ми го поставува тоа прашање
И мојот одговор е секој пат ист. Значи, некаде во втората половина на овој месец, февруари, ќе објавам дали ќе одам за втор мандат. Дали ќе одам ќе зависи од тоа дали ќе добијам поддршка од политичките партии кои и до сега ме поддржувале и се разбира уште повеќе од граѓаните на Република Северна Македонија. Многу е непријатно да зборувам за себе, никогаш не сум сакал да зборувам за себе, би сакал тој суд, таа одлука да ја оставам на народот во Македонија. Односите меѓу Македонија и Косово се одлични. Мојата примарна цел таму беше да ги посетам повтор пат нашите мировници, војниците на македонската армија кои се стационирани во близината на Печ во рамки на КВОР контингентот, за кој знаете дека сите овие години, освен косовските органи, се грижи за безбедноста на таа држава. И се разбира, кога сум веќе на Косово, не можам да ги заобиколам моите колеги и пријатели, председателот на Косово, председателката на Косово, Вјос Османи, премиерот на Косово, господин Албин Курти. Разговорите се не се ни први, нема да бидат ни последни, се на исти теми секогаш како да направиме уште подобра билатерална соработка, како да направиме уште подобра регионална соработка заедно со другите наши комшии и се разбира како што побрзо да се приближиме до Европската Унија, а за Косово тоа значи и до НАТО алијансата. Ако вашето прашање се однесува на предпоставената улога на господинот Курти во Македонија, на изборниот процес, ако ве разбирам добро, во тој аспект, од правен аспект нема никакви проблеми, затоа што луѓето кои треба да бидат, за кои се зборува дека ќе бидат ангажирани или активни или дел од изборниот процес во Северна Македонија, се сите до еден македонски државјани, значи нема никаква законска пречка за нив, а господинот Курти евентуално би давал политичка поддршка од Косово и тоа се случува со секој наш изборен циклус и не само кај нас, кога луѓе зависно од идеолошката провиниенција даваат поддршка на своите блиски по идеологија или по политичка програма партии и поединци. Имаме од една страна во Македонија партии кои добиваат поддршка од Европската народна партија, постои еден друг политички блок кој добива поддршка од партијата на европските социјалисти и се разбира од поединци, политичари, поранешни и сегашни интелектуалци од Европа и од САД кои сакаат нивната идеолошка некоја провиниенција, партија, поединец да ги добие изборите. Значи, само домашни македонски државјани може да учествуваат и ќе учествуваат на нашите избори, како што било и секоја што е случај, како што е и на Косово, и во Албанија, и во Германија, секаде тоа случајот. А господинот Курти ќе дава политичка поддршка која, велам, од аспект на овие големи групации кои се во Европа, па и во светот на меѓународно ниво, не е спорна да ја дава. Бидејќи, значи да повторам, косовски државјани и албански државјани на Албанија нема да учествуваат на македонските избори. Мислам дека таа дистинкција е јасна и дека од тој аспект нема никакви пречки. Значи, кога велам дека ја не сум избран само со гласовите на албанците, туку со гласовите и на другите пред се на македонците, тоа исто важи и во обратна насока. Значи, сосема е можно, бидејќи станува збор за гласање на национално ниво, не избор во парламент, како што е кај вас, можно е и етнички албанец да биде председател на државата, зашто да не, ама ќе мора да добие поддршка и од етничките македонци и од другите етнички заедници, не само од етничките албанци. Просто таа е изборната математика. Како што ја не можев да станам председател без гласовите и на албанците, така утре предпоставено некој етнички албанец не може да стане председател на Македонија ако нема гласови и од етничките македонци. Денешното работење во политиката е транспарентно. Денес имаме социјални мрежи, имаме интернет, имаме практично 24/7 директен пренос од тоа што било кој политичар во светот го работи. Не е едно време како што беше во тој идеолошки систем или кога немаше таков техничко-технолошки напредок и никој не знаеше што политичката елита прави зад грбот на народот. Денеска се гледа. Во таа смисла, ние имавме прилика, сите граѓани на Македонија, имавме прилика изминативе години и години да видиме каков е Али Ахмети како пратеник, каков е Арбен Джафери во тоа време, како активен политичар и пратеник или лидер на политичка партија, каков беше Талат Джафери како министар за одбрана во влада предводена од ВМРО ДПМН, каков е Талат Джафери како председател на собрание во едно друго политичко мнозинство и немам никаква дилема дека и како председател на оваа техничка влада Талат Джафери ќе биде со слично однесување, професионално однесување, како што беше и на претходните. Не гледам дека има простор за страф. Да не знаеме, да е прв пат некој човек тука влезен или дојден од надвор, па да се мислиме овие што се од друга етничка припадност, каков ќе биде кон нас, дали ќе биде
фер, дали ќе работи во интерес и на нас или само на така наречените негови луѓе. Не гледам дека има простор за страв, затоа што луѓето кои ги спомнувате и вие и кои јас ги спомнувам, ги знаеме 20 и кусур години во Македонија и знаеме дека никогаш не биле во корис на само една етничка заедница. Зборам конкретно за овие имиња што ги споменав. Не гледам дека има некако предпоставен иден страв дека некој албанец бија уназадил Македонија или би работел против интересите на македонскиот народ. Барем зборувам конкретно за луѓето со кои сум работел години и години, зборувам за Талат Джафери, зборувам за Али Ахмети, претходно Арбен Джафери. Тие беа без дилеми за авансирање на интересите на албанскиот народ кој живее во Македонија, меѓутоа не беа против интересите и на македонците и во тоа е нивната големина и во тоа е нивното значење. Во тоа е, благодарам за комплиментите за мојот мандат до сега, само на таков начин, со преминување на етничките линии или граници, или поделби, можеме да градиме држава која ќе оди напред и ќе биде побогата и граѓаните ќе бидат посреќни. Да знаете, маса млади луѓе бегаат од регионот за подобар живот. Тоа случува и во Албанија, случува во Македонија, на Косово, Босна, Србија, секаде. Зашто? Затоа што нема добар живот овдека. Ако се делиме дополнително по етнички линии, ја ви тврдам дека уште повеќе млади луѓе ќе заминат за секогаш од нашиот регион. Мојата проценка во однос на развојот на ситуацијата во односите меѓу Косово и Србија сум ја кажувал многу пати. Ова е клучно, сосема накусо. Што е есенцијата на таа теза? Со 5000 војници на КВОР на територијата на Косово, од 20-30 и кусур нации кои партиципираат, вклучително Америка и најголемите европски нации, не гледам простор или платформа за некаков успех на радикалите од било која боја да се, нација или идеологија. Со тоа што има 5000 војници на КВОР тамо, и САД, и Европа, и Брисел, и Вашингтон, и клучните градови во Европа, Берлин и Париз, па вклучително и Лондон, кој не е во Европска Унија, меѓутоа е во тој западен блок, во таа западна алијанса, покажуваат дека тамо не сме да има никакви нарушувања на безбедноста од поголеми размери. И мислам дека Косово ја помина онаа точка од 99-та и првите години по 99-та година по интервенцијата на НАТО, кога беше во прашање стабилноста на државата. Мислам дека сега тамо работите со одредени инциденти тука и таму, дека одат сепак кон, генерално зборувам, кон смирување. Што е за нас као Македонија исклучително важно, затоа што ние имаме два директни соседи на северот. Ние граничиме и со Србија, и со Косово, и за нас е исклучително важно во безбедносна и во политичка смисла да на нашиот север имаме мирна граница. Јас не очекував дека вако прашање ќе поставите. Јас имам одено многу пати на вашиот дел од Адриатик, од Јадранскиот брег, меѓутоа само како учесник на конференции за различни теми од политикава. За жал никогаш не сум бил на годишен одмор. Меѓутоа мојот пријател Бајрам Бега и постојано ме тера да дојдам и да поминам еден дел од мојот годишен одмор на албанскиот брег. Предпоставувам дека можеби следново лето, еве да не гарантирам, меѓутоа еве следново лето да кажам дека би сакал да поминам некој ден и да ја видам да го видам тој брег и тоа море и тие плажи за кои мои пријатели, роднини, другари, колеги имаат само пофални зборови.